Здраво на сите! Денес ќе работиме на интересна активност со која што ќе научиме да сортираме отпад. Големите количини на отпад, кои што ги создаваме во нашите домаќинства, доколку потоа не се обработат соодветно, можат да имаат многу големи негативни влијанија врз животната средина. Најчесто, тие завршуваат на депонија, каде што не можат природно да се разложат и можат таму да останат дури и стотици години. Поради тоа, мора да развиваме третирање на отпад. Еден од начините на кои што може да се третира отпадот е рециклирањето, односно преработка на отпадот во нови материјали кои што ќе се вградат во нови предмети со нова намена. Меѓутоа, за да биде успешно рециклирањето, првично отпадот мора да биде добро сортиран. Одредени технологии за рециклирање функционираат само за одредени типови на отпад и поради тоа отпадот мора да биде поделен. Со оваа активност ќе научиме како различните типови на отпад кои што ги среќаваме во нашето домаќинство можеме да ги одвоиме еден од друг и како тие потоа ќе бидат обработени. Некои од нив можат понатаму да одат на рециклирање, некои на компостирање, некои за производство на енергија, а за жал некои сепак ќе завршат на депонија. Со оваа активност учениците ќе научат како да го сортираат отпадот од домаќинството. Треба да научат за различните типови на отпад и како после тој отпад може да се преработи во нешто корисно. Пред да се започне и практичната изведба на оваа активност, учениците треба да бидат задолжени неколку дена претходно да го собираат отпадот од домаќинството и да го донесат на училиште за време на часот. Така овде имаме најразличен отпад кој што може да се создаде во едно домаќинство. Значи, тука не треба да се пребира, туку треба да се собира сиот онај отпад кој што може хигиенски да се донесе на училиште. Дополнително, потребни се неколку кутии или кофи во кои што ќе се врши ова сортирање на отпадот. Ние во овој случај го направивме тоа со 7 кутии, меѓутоа во зависност од достапноста може да ја менувате таа бројка. Ќе објасним и како тоа ќе се направи. Оваа активност треба да биде организирана како игра. Сиот отпад што учениците го донеле од дома треба да се остави на неколку училишни клупи кои што ќе бидат поврзани во должина. Така, секој од учениците ќе земе една од кутиите кои што ги има означено претходно за одреден тип на отпад и како поминува покрај клупите, бира предмети од сиот куп. Меѓутоа, тој не треба застанува, односно треба континуирано да се движи. Во оваа игра, сите ученици се подредуваат како воз и врват неколку пати. Кутиите во кои што ќе се складираат различните типови на отпад се следните. Прво, имаме кутија за пластика, односно пластичен отпад, кутија за хартија, кутија за органски отпад, кутија за стакло, кутија за метал, кутија за амбалажа од лименки и на крајот имаме кутија за останат отпад, односно отпад кој што не спаѓа во ниедна од овие категории или пак и да спаѓа во некоја од овие категории, тој не може да се рециклира. Сега, сите овие отпадни предмети што ги имаме тука, ќе ги разгледаме еден по еден, односно по групи, и ќе видиме во која категорија спаѓаат и дали тие можат да се рециклираат или некој друг тип на натамошна преработка. Ќе започнем со тоа што е најблиску до мене. Тука имам неколку парчиња од зелка. Зелката е органски материјал и може слободно да ја сместиме во органски отпад. Наредно, имаме една тегличка која што може да ја сместиме во стакло. Стаклото е материјал кој што релативно лесно се рециклира, затоа треба да бидеме внимателни кутијата каде што имаме стакло да не ја мешаме со друг отпад. Тука имаме лушпи од лешници кои што се секако органски материјал и може да ги сместиме во кутијата за органски отпад. Пластичната амбалажа со која што ги донесовме овие лешници, можеме да ја сместиме во пластичен отпад. Кога имаме вака материјали кои што се волуминозни, односно има воздух измеѓу, добро би било нивниот волумен да го редуцираме со стискање. Следно, имаме две лименки, кои што исто така за да го редуцираме нивниот волумен, односно да нема воздух измеѓу, ги стиснавме за да заштедиме простор во кутијата и ги сместуваме во кутијата за лименки. Наредно, имаме збир од лушпи од овошја и зеленчуци кои што ги користиме за исхраната. Тие се органски и ги сместуваме во категоријата органски отпад. Пластичната амбалажа, која што
е лош отпад, бидејќи е за еднократна употреба, ја сместуваме во кутијата за пластика. Наредно, имаме пластична амбалажа од производ за лична хигиена. Секако, тој е изработен од пластика, меѓутоа оваа пластика е композитен материјал и е многу тешка за рециклирање и нема воспоставена пракса за нивна реупотреба или рециклажа. Поради таа причина, за жал, ова го сместуваме во останат отпад. Имаме парче пластик од шише, пластичен отпад, оди во првата кутија каде што ни е пластичниот отпад. Наредно, имаме хартиена амбалажа од јајца. Оваа хартиена амбалажа, која што патем е изработена од рециклирана хартија, може да се рециклира неколку пати. Поради тоа, оваа ќе ја сместиме во кутијата за отпад од хартија. Следно, имаме исто така делче од шише, кое што е пластично. Меѓутоа, во овој случај имаме и капаче. Капачето и остатокот од шишето се направени од различни типови на пластика. За среќа, двата типови лесно се рециклираат, меѓутоа, за да го поедноставиме процесот за рециклирање, пред да ги ставиме во кутијата, нив треба да ги одвоиме. Имаме неколку предмети кои што се делови од расипана машина и сите се тие метални. Сите нив ќе ги сместиме во кутијата за метален отпад. Пластичната чаша во која што имаше некои штрафчиња, ќе сместиме во пластичен отпад. Имаме стаклена амбалажа од пијалок. Тоа ја сместуваме во кутијата за стакло. Истото го правиме и со останатите тегли и стаклени шишенца. Наредно, имаме купче од отпад создаден од различни типови на хартија. Некои од нив се стара печатена хартија, стари весници, но и хартиена амбалажа. Сите тие ќе ги сместиме во кутијата за отпад од хартија. Кога селектираме хартиен отпад за рециклирање, мора да внимаваме тој отпад да не биде пластифициран. Тоа е многу често со хартиените амбалажи, меѓутоа за жал овој отпад не може да се рециклира. Таков не е случајот и со хартиените чаши кои што се користат за пијалоци за носење. Овие чаши се многу чести во нашата средина, меѓутоа после незината употреба сите завршуваат на депонија. Следно, на масата имаме отпад од тетрапак пакување. Иако мислиме дека тоа е изработено од хартија, во внатрешноста има филм од алуминиум. Таквата комбинација ги прави непогодни за рециклирање. Ова ќе оди во останат отпад, меѓутоа капачето од пластика можеме да го извадиме и да го ставиме во отпадот од пластика. Следно, имаме неколку отпадни амбалажи кои што служат за пакување на супи и останати прашаци. Сите овие се изработени од композитни материјали и е многу тешко да се рециклираат. Овие ги сместуваме во останат отпад. Продолжуваме со капачињата од пластичните шишиња, кои што сите можат да се рециклираат и ги сместуваме во кутијата со пластичен отпад. Истото ова важи и за пластичните чаши. Покрај чашите, тука на масата имаме пластични шишиња кои што можат да се рециклираат. Поради тоа ги селектираме и ги ставаме во кутијата со пластичен отпад. Пожелно е, пред да ги ставиме шишињата во кутијата со отпад, да го истиснеме воздухот од нив со цел да го намалиме нивниот волумен. Како што претходно напоменав, капачињата ги вадиме и ги ставаме посебно, но во истата кутија. На крај,
откако го исчистивме сиот отпад од масата, ни остана само уште неколку батерии. Искористените батерии не спаѓаат во ниедна од овие категории на отпад кои што досега ги видовме и за нив тука немаме посебна кутија. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да одат во останат отпад, туку во посебен отпад кој што е наменет само за батерии. Овие канти во кои што можат да се собираат батерии за рециклирање, често можете да ги сретнете во поголемите продавници или пак во трговските центри. Доколку за време на вашата активност имате батерии, нив ќе ги соберете и некој од учениците ќе ги однесе на таа локација. Речиси сиот овој отпад, кој што сега го селектиравме, може да се рециклира. Пластиката, хартијата, стаклото, металот или менките вообичаено лесно се рециклираат. Органскиот отпад пак може да се компостира, а со тоа да се претвори во органско ѓубриво. За жал, останатиот отпад, односно оние композитни материјали, не можат да се рециклираат, меѓутоа има соодветни третмани за нив за да не завршат на депонија. Верувам дека сите сте свесни дека како најчест тип на отпад се јавува пластиката. За жал, многу често таа пластика е за еднократна употреба. За полесно сортирање на отпадот од пластика, можете да се водите по кодовите за рециклирање на пластика. Тие се означени со броевите од 1 до 7 и околу нив го има знакчето за рециклирање. Производите кои што на нив ги имаат кодовите 1, 2, 4 и 5 вообичаено лесно се рециклираат. Производите кои што ги имаат броевите 3 и 6 вообичаено потешко се рециклираат и многу често компаниите за рециклирање ги одбиваат, додека пак производите кои што се означени со бројот 7 се останат материјал и тие не се рециклираат. Тие секогаш завршуваат во останат отпад. Оваа активност треба да ја поттикне свеста кај учениците за рециклирање и селектирање на отпад. Исто така, треба да ги научи кои типови на отпад, каде треба да ги сместиме при процесот на селектирање.